Обвинителството поднесе обвинение против сега обвинетиот Ѓоко Ристов за кривичните дела против правно стекнување и прикривање имот и кривичното дело перење пари. Ова бидејќи она што го имавме како основано сомневање на почетокот на истрагата, во текот на оваа истрага уште толку се подигна на степен сомневањето кој ни налага обврска да поднесеме обвинение. Уверени сме дека обвинителството е уверено дека истото ќе го докаже пред судот. Тогаш осомничениот сега обвинетиот понуди своја одбрана, меѓутоа обвинителството низ доказите кои ги собираше практично до последниот момент од истрагата, просто ќе успее да ги демантира сите оние аргументи кои одбраната ги понуди како аргументи во однос на делата за кои се обвинува. И од прилика тоа е нешто кое во овој момент можеме да го соопштиме за јавноста во однос на обвинетиот Ѓоко Ристов. Да, ако можете да спомнете и тоа што зборивме на брифингот околу ДНК-то што е пронајдено во парите. Како тврдите дека се негови средства? Во текот на истрагата обезбедивме непобини просто докази дека токму обвинетиот Ѓоко Ристов е оној кој ги крие парите. Кој се противправно стекнат имот. На кој начин? Како мислите, извинете? На кој начин? Го утврдивме со вештачење на биолошки траги. Пошироко, која е пораката која што со овој предмет ја праќа обвинителството за организиран криминал и корупција, бидејќи еден функционер од највисокиот кој значи станува збор за судија, добива обвинение за противправно стекнување имот и перење пари, што тоа значи за сите судии, за сите граѓани во државата. За функционерите и носителите на јавни функции би требало да значи да работат законито, бидејќи ние сме затоа избрани и за тоа примаме плата. За сите граѓани пошироко, неколку пати низ овие предмети кои аспектираат и допираат до коруптивни практики кои веројатно ги знаете се дели доста покриени со медиумски интерес, би требало да значи дека ние се обидуваме и даваме се од себе да застанеме на патот на корупцијата која навистина добива системски размери, тоа е нотирано во повеќе извештаи и сме сведоци на тоа, да ги охрабриме да го пријавуваат овој тип на криминалитет кој е тежок за обезбедување докази, меѓутоа мислам дека мораме сите малку да придонесеме кон оваа битка ако сакаме да живееме и во подобро општество. Со кој предмет или предмети ги поврзувате средствата што ги најдовте? Ние се уште не можеме да не тврдиме ниту со обвинението дека обвинетиот примил подкуп. Меѓутоа можеме да тврдиме дека и во минатото имал многу практики и имаме докази за тоа кои упатуваат на тргување со влијание и коруптивни практики на ниво на посредност, бидејќи пак велам ние не тврдиме директно дека тој примил подкуп. Иако многу од доказите ни даваат право на посреден начин да го тврдиме тоа, кога станува збор за тоа ќе биде аспект кај докажувањето на кривичното дело перење пари. Дали во овој предмет со истрагата беа опфатени и други членови на неговото семејство или воопшто други луѓе? Во оваа фаза истапуваме со обвинение. Кој се бил опфатен како една предистрага не можеме да кажеме и не можеме да соопштиме, ниту е упатно такво нешто, водејќи се од принципите на тајност, а и презумција. Меѓутоа секако нашата работа продолжува и понатаму во една поширока смисла кон истражување на коруптивните практики во институциите, не само во правосудните институции. Кажавте, освен парите, сте нашли и некои списи со бројчиња на предмети, какви беа? Тоа се докази кои ќе покажуваат, кои ќе обвинителството ги користи за да покаже дека парите се токму на обвинетиот Ѓоко Ристов. А не можете да знаете... А не можете... Ево уште едно прашање. Не можете да знаете тие списи дали се од конкретен предмет, негов или од некој друг?
не мораме да знаеме. Бидејќи ние докажуваме дека обвинетиот е тој што се занимава со судиска функција. Никој друг во семејството не се занимава. За да демантирате наводите на одбраната, кој реков. Она кој ви се нуди како контрааргумент, а кој вие како обвинителство мора да го докажете, бидејќи товарот е кај вас како обвинителство, товарот на докажување на вашата обвинителска теза. Во таа смисла. Благодарам. Благодарам.